Сакам да се осврнам на неколку моменти, да ќе одговорам и за патната инфраструктура, се разбира за се она што е во регионот, не само за патниот правец и експресниот пат што е Прилеп Велес, туку и за сите проекти кои што се врзани генерално во регионот на Пелагонискиот регион, бидејќи не се само Прилеп и Битола, тука се и други градови во нашата држава. Исто така, во делот на железницата и се разбира во делот на гасификацијата, која што исто така исклучително важна и имаме сериозен интензитет на работа, поготово последниот квартал на минатата година и се разбира од почетокот со градежната сезона. Во делот на патната инфраструктура, за која што сакам прво генерално во 2-3 реченици да информирам, значи отпочнати се сериозни проекти низ државата, покрај оние два автопатишта, од кои што едниот е готов, очекуваме во мај месец Миладиновци Штип да биде завршен. Интензивирање имаме со подпишување на анекс договорите за Кичиев Охрид, кој исто така важен, и отпочнување се разбира на новиот автопат, а тоа е Скопје-Блаци. Во делот на 4 експресни патишта, значи Штип Радови, Штип Кочани, имаме Крива Паланка Ранковци, се разбира на што е исклучително важно, а тоа е патот Прилеп Градско, кој што према она што кога ние дојдовме на власт, проектот го затекнавме во исклучително лоша состојба. Мислам дека големи делови од тој проект се надминати, така да очекуваме сериозно интензивирање на да ќе одговараме со рокови, се разбира, да и тоа се случува, тоа секој кој што движи на кај Велес, на кај Скопје, тоа може да го види на дневна основа дека имаме поставување на мостови, така натаму и интензивирање на таа работа. Меѓутоа сакам да потенцирам неколку други работи. Прво, во програмата на јавното претпријатие за државни патишта, било по изворни средства кои што ги има јавното претпријатие, се разбира кредитните линии кои што ги има со Светска банка, ЕБОР и со другите банки, во Пелагонискиот регион, во програмата која што има за ова и за наредната година, има исклучително внесено голем број на патни правци кои што ќе бидат се реализирани и ќе бидат реализирани. И тоа на неколку места го покажавме изминатиот период со обиколницата кај Битола, патот Битола Новаци и така натаму, меѓутоа што е исклучително важно. Прво да почнам за автопатското решение Прилеп Битола. Таму станува збор за автопатско решение, кое што годинава ќе биде распишан тендер за проектирање на автопатот Прилеп Битола. Паралелно на тоа, во оваа година ќе биде саниран патот од Прилеп до Тополчани, постоечкиот пат. Дори се работи значи на проектот за автопат, ќе биде саниран тој дел на патот и тоа оваа година. Дополнително, значи, се изработува проектна документација за изградба на новиот експресен пат од Битола до Меđитлија. Тоа е, значи, со обиколка, вредност има од 760.000 евра, во тек е тендерска постапка за изработка на тој проект. Исто така, имаме рехабилитација предвидено, значи, на патот Битола Дебиркисар. Со должина од 10 км, значи, средствата се обезбедени од Светска банка, тоа ќе се реализира оваа година. Изградба на заштитна ограда, тоа е онај делот каде што е направена обиколницата кај Битола и онај проблемот кој што се има со ромската заедница. За реконструкција на регионалниот пат, значи за патот Прилеп Тополчани Битола, 10 км исто така 1,6 милиони евра се предвидени и тие ќе бидат оваа година реализирани. Исто така, значи за патниот правец Битола Демирхисар должина 12 км, проценета вредност 1,6 милиони евра. Обезбедени се од ЕБОР, септември 2019 година ќе биде отпочнато со градежни активности. Исто така, покрај онај дел што се работи кај Фаришката клисура и патот кој што е отпочнат од Дреново до Градско, значи имаме реконструкција на третата лента на патен правец од Фаришка клисура до Прилеп, 19 км, проценета вредност 5,6 милиони евра. Средствата се обезбедени од ЕБОР, распишана исто така тендер за проектирање. Почетокот на активностите би бил некаде на почетокот на следната година. Реконструкција на патниот правец Кривогаштани Крушево, должина 13 км, значи 2 милиони евра, средствата се обезбедени од ЕБОР, распишен е тендер за проектирање, исто така очекуваме од 2020 година на почетокот да почне со реализација. Исто така, покрај она што го кажав проектирањето на експресниот пат од Битола до Меđитлија, значи имаме реконструкција на патниот правец Битола Меđитлија, должина 13 км, проценета вредност 2,5 милиони евра, средствата се обезбедени од ЕБОР, распишен е тендер за проектирање, очекуваме исто така до крајот на оваа година или почетокот на следната исто така да влезе во реконструкција. Реконструкција на патниот правец Крушево Демирхисар, должина 24 км, проценета вредност 3,5 милиони евра. Исто така и овие средства се обезбедени. И исто така сакам да потенцирам во однос на патниот правец Битола Охрид, кој што во голема мера е и реконструиран.
Сакам да потенцирам дека согласно програмата која што има, бидејќи најголемиот дел на средства, кои што во буџетските, тоа мислам дека често пати некој се обидува забуна да направи на делот на реализација на капиталните инвестиции, па ги кажува патиштата дека влегуваат во буџетот, тоа не е точно. Значи тие се надвор од буџетот, сите други капитални инвестиции се во буџетот, меѓутоа патиштата не се во буџетот, тие се од посебни програми на јавното претпријатие за државни патишта. Зборувам дека имаме преку 1 милиарда и 200 милиони евра средства за патишта во нашата држава. Тие не влегуваат во буџетот и кога се пресметуваат капиталните инвестиции, тие во буџетските капитални инвестиции не се преместуваат, со поинаква, како што знаете, методологија се пресметуваат. Значи, нашата цел ни е, посебно важно, да направиме се во патната инфраструктура. Владата, значи, има поинаков патокас од претходни влади направено, а тоа е да максимално се посвети во делот на патната, железничката инфраструктура и гасификацијата за железничката инфраструктура. Знаете, тоа е во регионот. Значи, пругата од Битола до Кременица, од Битола до македонско-грчката граница е направена. Очекуваме во мај месец целосно да биде официализирана. Баш вчера гледав и слики каде што инсталираната опрема во индустријската зона Жабење викем тестирана, така да и во тој дел имаме завршено работата. Максимално согласно роковите беше направена од некаде јануари месец до крајот на оваа година. Исто со гасификацијата, која што е исклучително важна, претпоставувам дека и премиерот и вице-премиерот ќе зборуваат и во тој дел. Меѓутоа, проблемите кои што ги затекнавме, беа многу големи, посебно на трасата од Неготино, Кавадарци, Прилеп, Битола, каде што имаше над 97 неекспроприирано земјиште. Тоа е сега во целосно минато, имаме некоја динамика во моментов над 36% реализација, која што, согласно средствата кои што ги има во Министерството за транспорт и врски, а тоа се 1 милиарда и 500 милиони денари или околу 25 милиони евра, значи очекуваме со сериозна динамика, бидејќи навистина беа проблеми кои што со макотрпни состаноци, знаат тоа и премиерот и вице-премиерот, кои што ги имавме со Управа за имотно-правни и со сите надлежни институции во делот на надминување на тие проблеми. Мислам дека сега се во целост разрешени и може со интензивно темпо, почнувајќи од сега, со почнувањето на градежната сезона од март месец, да стварно се интензивира и очекуваме сериозна реализација на тие инвестиции на крајот, веќе на средината негде на наредната година, викам тој процес да биде завршен и се разбира согласно она што како проектни документации општините Битола, Прилеп и другите општини кои што се тука, мислам дека Кавадарци е сосема на крај, да бидат приклучени се со цел да граѓаните навистина видат голем бенефит. Значи да сумирам, бидејќи ќе дискутираат и други, можеби и други прашања ќе има. Значи во делот на регионот, зборувам за Пелогинскиот регион, кој што е исклучително важен. Ние имаме сериозно внимание посветено внимание согласно програмите на јавното претпријатие за државни патишта, каде што патната инфраструктура навистина мислиме сериозно да ја подобриме во тој дел, и тоа ќе се случи во овие ова и во наредната година, бидејќи се средствата обезбедени, тендери за проектирање завршени во најголема мера, исто така објавени тендери за изведувачи, така да тука нема бегање, значи она што е ветено, ние во овие година и пол, навистина и тоа ќе биде видено на терен, исто така тоа се случува и во целата држава. Посебно внимание се обрнува на делот на патната инфраструктура до граничните премини, не само до меѓутие, туку секаде низ државата. Овие денови, баш кога одев на терен, тоа можев лично да го видам. Така да се надевам дека согласно динамиката која што е предвидена, која што има владата, што е најбитно и Министерството за транспорт и врски, јавното претпријатие за државни патишта, Македонија пат, мислам дека во голема мера ќе ги решиме проблеми. И уште тука сакам да додадам една работа и тука завршувам, а тоа е моментов преку Министерството за транспорт и врски и Министерството за финансии работиме интензивно на проект од обезбедување на 70 милиони евра, че интензивно се работи на проектни единици, очекуваме некаде во мај месец од бордот на Светска банка да биде одобрен и согласно собранието да донеси закон за заем од 70 милиони евра, тоа е изградба на локални патишта, значи државата директно да помогне на општините, секаде во државата, согласно методологијата која што ќе биде утврдена, да излеземе во пресет и сите овие паралелно на експресните, регионалните и автопатиштата, помогнеме во делот на развојот на локалните патишта, улиците, значи онај проект кој што навистина да не се случува во 21 век, уште граѓаните и оние кои што работат се разбира во компаниите да цапаат во кал. Јас благодарам, доколку има прашање, сум на располагање да одговорам во сите сфери на ова кое што се води како дебат. Благодарам.